ПСЖ проблемот беше, нели, Меси, Ембапе, Неймар, нормално. Меси и Неймар се разбираа. Можеби Ембапе беше проблемот, сега не знам. Не, имам читано до негде, ама не до толку, сега не знам стварно. А мислам дека Ембапе сакаше, пошто реално беше одличен, светското го освои. Да. Одличен, имаше голови, даваше асистенции, ова она. И сега ти доаѓаат Меси и Неймар и ти викаат, ја ќе шутирам слободни, овој другиот ја ќе шутирам пенали. Ти си викаат, добро, ама вајде и ја треба некојаш да шутнам по некој пенал. Ама не само пенали, туку и акција. Акција во напад. Да, Ке се бичи, тука беше проблемот. Ке се отвори некој Меси, да речеме. Сега добро, не сум гледал, ама сакам да кажам, Меси ке се отвори, Ембапе води топката и сега го дрибла тој и Меси подај, а не му подава. Тоа беше проблемот. Тука давам аргумент зошто беше Ембапе крив. Имаше премногу акции кај што Меси и Неймар ќе изиграат феноменални дупли пас, ќе изиграат некоја Меси ќе даде некоја феноменална топка, ќе отвори огромен простор у играта ова она. И пример ќе излезат Ембапе и Неймар пример или Ембапе и Меси 2-2 со голманот, 2-1 со голманот. И пример Ембапе ќе шутне, а Меси сам пред гол или Неймар. И ќе утне Ембапе. Имаше баш една ситуација, ја имам гледано на сторила на Инстаграм. Буквално Ембапе искача сам 1-1 со голманот, а Неймар му е лево, буквално празен му е голот пред него, само требаше вака да му ја подаде и онда буквално да ја протне у гол, само да ја пипне требаше само. Да. И он само си ја шутна у надвор од стадион, што се вика. Да. И Неймар реко шутие. И всушност за тоа почна конфликтите, за тоа Меси си вика што правам, дај ќе идам у Интер Мајами. Боле ќе идам у Интер Мајами. Ама дали мислиш дека тоа што играш во ПСЖ му влијаеше да оди како клуб во Интер Мајами? Пошто реално Интер Мајами кој си играч? Никој. Освен сега кога дојде од после. Оно ти иде у ПСЖ затоа што се се деси наеднаш тоа со Барселона, што беше. Да. И он мораше наеднаш од нигде никаде да бара нов клуб. Да. И ПСЖ беа првите, можда и единствените што му понудија. Се избрзан. Мислам дека ПСЖ и Манчестер Сити му понудија единствени клубови. Шо ако отидеш во Сити? Не знам зашто отиду у ПСЖ, вајда за да игра со Неймар, пошто другари беа најдобри, вајда. И не знам, а можда би и ПСЖ да беа единствени во тој период со плата, со можда и парите влијаеле, најверојатно. Сити Меси со Халанд. Да. Ама не знаеме како ќе функционираше Халанд. Од последа беше. Ама немаше да функционира тоа, мислам дека. Јас мислам дека Меси отиду у ПСЖ за повеќе за да лабави и да се спреми за светското. Тоа е моето мислење. А и на повеќето искрено. Кога ќе правам муавет со другари, со некој пример, не сум се видел одамна, па ќе седнеме ќе правиме муавет, зашто правиме муавет? Ај за фудбал. Да. И пример правиш муавет е примерна тема зошто Меси пример отишол у ПСЖ. На 90% од луѓето што ги слушнам, такво им е мислењето. Отишол у ПСЖ за да не се замара до толку, а да зима плата, нели, да зима пари и да игра фудбал, да не се повредува, да е во форма за Аргентина ова и да си отиде и да си го освои светското. Што и тоа се деси. Тоа му беше и целта, нели? Целта му беше светското затоа што само тоа му остана. И сега и всушност за тоа после освојување на светското он отиде до Интер Мајами. Затоа што он рече, ако го освоам светското толку, после ќе играм фудбал заради хоби, ради онака, да играм фудбал, да не се рече дека сум се пензионирал. Да.